Благодарам, колежке Дафина. Денове се заслушавме на тезата, пласирана от властта, дека со смена на господинот јавен обвинител Марко Зврлевски ќе почнат реформите во судството. Дали при тоа се заборава на најпрефидната реформа во судството со формирањето на специјалното јавно обвинителство, што се донесе лично за партиски прогон на опозицијата. Тука мислам на состојбите поврзани со сместувањето на мигрантите и нивното обработување, добивање на државјанство и на тој начин по брза постапка ќе станат инстант гласачи на власт. Во моите контакти со македонските граѓани од Источна Македонија, Струмица, Валандово, Дојран, кој во нив има вистински страв од спроведувањето на мигрантската стратегија, морам да кажам дека во Струмица се предвидува да се сместат над 20.000 мигранти и на тој начин со еден закон да се смени верската структура во овој град, без да го познават македонскиот јазик и за кој можеби ќе се донесе новиот закон за двојазичност. Но да се вратам на притисокот по секоја цена за да се смени јавниот обвинител Марко Зврлевски. Во целата ова постапка гледам се, колежки Дафина, само ниту една реченица од, пак ќе кажам, од препораките на Прибе за подобрување на состојбите во нашата држава. Па како ќе се спроведуваат реформи ако не се почитува она за што се предлагаат истите? Едноставно се сака сите области од власта да бидат под контрола на партија и да се прави што се сака. Доколку навистина се успее во ова, тогаш ви гарантирам, колеги пратеници, дека дефинитивно ќе биде доведено во прашање владењето на правото и почитувањето на човековите слободи и права. Благодарам.